Со денешниот подпис на Талат Џафери се распишуваат претседателските избори, 6 од осамостојувањето на Македонија. Граѓаните, најверојатно во два изборни круга, во април и во мај ќе решаваат кој ќе биде наследникот на Ѓорѓи Иванов, актуелниот шеф на државата кој со поддршка на ВМРО ДПМН во два мандата од 2009 е на чело на Македонија. За сега проблем за владеачката коалиција е отсуството на договор за кандидат прифатлив за двете партии. Дуи порачува дека нема да поддржи партиски кандидат на СДСМ. Господинот Ахмети изјави дека нема да поддржи кандидат што ќе искочи од конгресот на вашата партија. Како ќе се изведе? Заедно ќе обараме. Не мораме да чекаме конгрес некоја партија да дефинира, заради тоа што ако било која партија дефинира, тогаш ги приклонува другите партии да следат. Тоа не е консензуално барање. Консензуалното барање, ако ангажираме од нашите политички партии, си платиме експерти, а имаме сега повеќе пари од буџетот, да ни направат добри анализи и да изнајдеме кандидати така растеретени. Вие се гледате како консензуален кандидат? Јас би бил добар консензуален кандидат, гледајќи ги анкетите и рейтинзите, посебно мултиетнички гледано, но знаете дека јас не сум кандидат. На 3 март социјалдемократите ќе решаваат за претседателски кандидат. Во игра се неколку имиња, од министерската тројка Шеќеринска, Димитров, Спасовски до НАТО координаторот и кандидат на изборите во 2014-та Стево Пендаровски. ВМРО ДПМН веќе наредниот викенд на конвенцијата ќе решава за свој човек во трката. За најсериозни кандидати се сметаат професорката Гордана Силјановски и проверениот партиски кадар Владко Ѓорчев. Меѓу овие 6 мина ќе треба да се бара името на наследникот на Иванов, кому на 12 мај му истекува мандатот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.